Тешка ноќ за кочанските пожарникари. Во раните утрински часови под контрола се ставени пламените јазици, кои се проширија откако земјоделците од Чешиново Облешево на своја рака почнале да ја палат сламата од овогодинешната жетва. За влакно избегната трагедија, брзата интервенција на кочанските пожарникари успеале да спасат 4-члено семејство, кое било во автомобил што бил во дефект на патот Штип-Кочани. Семејството веднаш е хоспитализирано во Кочанската болница, каде што откако им биле санирани повредите се пуштени на домашно лекување. Поради ветрот пламените јазици брзо се прошириле, па во опасност покрај куќи била и бензинска помпа. Возилото е изгорено тотално од самиот огин, целината на огинот. Спасени се повеќе објекти, како куќи и стопански објекти. Во Облешево има една бензинска помпа која исто беше загрозена и беше интервенирано со неколку возила и таму. Пожарот кој избувнал после 18 часот пеплоса над 20 хектари земјиште. Покрај Кочанските, со огнот се борели и виничките пожарникари. На Полнок имало нов пожар, евакуирано е семејство, а нивната куќа е спасена. Во текот на ноќта имавме уште еден пожар во Облешево, каде што беше ни приоритет спасување на една семејна куќа, каде што имаше луѓе. Во 11 часот интервенивме до 1 ноќеска. Во близина беше исто така беа изгорени остатъци жетва кои беа балирани околу 2500 бали. Палењето на страништата е огромен проблем, а државата нема механизам за да се избори со лошата земјоделска пракса после секоја жетва. Во Кочани има само еден инспектор, кој тешко може да го покрие целиот регион. За овој период изречени се 29 казни и 2 прекршочни пријави. Постои иницијатива да се смени законот, со кој потполувачите би го изгубиле правото на субвенции.